Добро вечер во четврточното издание на Што нејасно во живо. Овој термин е резервиран за политичкиот магазин, но не секогаш зборуваме ексклузивно и само за цврста политика, ако може така да се нарече. Зборуваме и за други теми кои го засегаат македонското општество и се некако за жал е врзано или е низ призма се гледа на политиката. Како и да е, и вечерва имаме актуелна тема која ги засега младите, односно најмладите, и веќе ни е јасно дека младите се заминуваат од државата и тоа молњевито или како поинаку да го опишеме или кој да е епитет не е доволно силен да ја објасни таа трагедија со одливот на мозоци. Меѓутоа, причинско-последично тоа некако потекнува од најраните години кога практично на децата им станува јасно, особено на овие нови генерации, дека системот и не толку многу им овозможува тоа што им треба за да им се хранат мозоците, за да бидат едуцирани, воспитувани, и сето она што треба за да имаме една поубава држава и пред се да биде истата подобро место за живење за нив. Не велам да не ме сватат оние кои не се сложуваци кога со ставовите во што не е јасно дека поттикнува младите да се заменат. Не туку само сакам, еве лично јас, кога се моите денови на емисијата, да ја презентирам вистината онака како што ја гледам, онака низ како што е очигледна низ фактичка призма. Лажните дојави за бомби не експлодираат, односно бомбите не експлодираат де факто, но лажните бомби се експлозија врз учениците, затоа што пред се е влијание психичко врз нив, стрес, а понатаму и ненадоместлив начин на изгубено време во образовниот процес. Ненадоместлив велам заради тоа што се уште не гледаме реална системска насока како ќе се надомести ова што сега се губи, а се веќе 3 месеци како учениците заминуваат дома заради лажни дојави за бомби. Ова е само првата тема со која го отвараме вечерашното интервју со човекот кој што е претседател и основач на првата детска амбасада во светот Меѓаши. Велам добро вечер за господинот Драги Змијанац. Добро вечер, добро најде. И можеби сте еден од ретките темално упатени ликови во детскиот развој, семејното насилство, детските проблеми, врсничкото насилство, правите редовни анализи, извешта и статистики и веројатно сте човекот кој би можел да одговори најмногу на овие прашања, затоа што повеќе од 3 децени ги следите сите процеси на развојот на државата и третманот на младите, детските права и така натаму. И ајде веднаш, како влијаат пред се психолошко, воспитно овие ефекти од лажните дојави за бомби врз децата? Пред да ви одговорам за лажните бомби и сета проблематика поврзана со безбедност и сигурноста на децата, ми се допадна воведот кога рековте дека младите се разочарани од се што се случува во општеството. Не се цени нивното знаење, се забележува корупција, криминал, нефункционалност на системот и дека тоа е една од главните мотиви за нивното заминување и мислам дека сериозно треба Македонија да посвети внимание на овој проблем, зашто стана алармантен, а многу малку се говори јавно за сето тоа. Инаку и ние како прва детска амбасада во светот Меѓаши се занимаваме со политика, но со заштита на правата на децата, со политика каде што децата се стават на врвно место во нашата агенда и се обидуваме нашата агенда да ја поставиме да биде владина агенда, за да бидејќи ингеренциите и моќта се во институциите. Тие се креатори на политика. Тие да ги извршуваат притисоците што ги правиме со помош на граѓаните, граѓанските организации и медиуми. Околу лажните бомби, па јас ќе кажам само дека можам да замислам само на родителите како име кога ги праќа децата во училишта и самите деца колку се вознемирени и уплашени кога ќе се слушне дека има бомба или дека треба да се евакуира, да не говорам за процесот на евакуација, да не говорам за процесот на детекција и откривање на бомбите или пак кој стои зад лажните дојави. И прва асоциација што ми паѓа на уме е нефункционалност на системот, слабост на безбедностните структури, недоволна координација меѓу Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи и немоќе пред оваа закона која не само што влие на психичкиот раст и развој кај децата, туку и создава страв кој не може детето, односно ученикот да посвети внимание за воспитно-образовниот процес. А да не говорам и за тоа што учебниците доснат
и за некакви најави за повторно вклучување на онлайн учење. Сето тоа создава загриженост кај родителите и мислам дека со право се револтирани, гневни, резигнирани затоа што системот треба да биде сервис на граѓаните и треба да му биде безбедноста и сигурноста на врвно место на приоритет. Верувам дека ќе најдат решение. Има поединци структури во Министерството за внатрешни работи кои се професионалци и кои верувам дека ќе дадат се од себе да ова вознемирување на најмладата популација престане и децата редовно да одат на училиште без никакви стравови. Да, во права сте, интересен е одговорот, интересен е од аспект дека е позитивен денешниот одговор на министерот за внатрешни работи кој вели дека исто како и премиерот, дека речиси е невозможно да откријат потекло, односно одговорен или одговорни за пријавите на лажните бомби и потом помалку со иронија кон новинарското прашање дека тоа значи дека било кој може да пријави од тука од влада и така натаму, иронизирањето дека тоа се хипотетички ситуации и дека не имаат намера да одговараат на хипотетички прашања. Вие веќе адресиравте делумно одговорност каде е за ваквата ситуација, но и ве гледаме регионот како се справува со тоа. Например, веќе почна во регионот некои од земјите да тираат онлайн настава баш заради тоа што се соочуваат со истите закани. Да, но тие онлайн настави се исто така проблематични. Имавме истражување колку тоа влијае на квалитетното образование и како исто така влијае врз децата на нивниот образовен карактер на стекнување на знаење вештини. Инаку, ако државата не може да се справи со овој проблем, може да побара меѓународна поддршка и може да се реши. Така, тоа е интересно и тоа денеска го истраживме, немаат побарано помош ве како членка на НАТО да можат да се обратат во нели сме држава која што се Јас ќе кажам дека она што е главен одговор покрај евентуалната евакуација за да можат како директорите и менеджментот во училиштата како да постапат ако случајно се случи такво нешто, е многу важна превенцијата, односно да бидат навремени институциите пред тие кои вршат закани, односно да бидат на чекор пред нив, значи да не дозволат да заплашувањето во континуитет трае затоа што граѓаните се револтирани и знаете кога се граѓаните револтирани, на крај ако не можат директно да посегнат под институциите и под одговорност, иако кај нас проблемот со одговорноста е многу проблематична, го плаќаат цехот на избори. И тука има проблем и мислам дека граѓаните веќе се свесни, одговорни, знаат што значи функционална држава и на тој начин само би можеле да ги санкционираат, иако има и други форми на граѓански отпор, би рекол, на граѓанска непослушност, на упатување на писма до министерствата, да има и издружение на просветни работници, на наставници и така натаму. Може да се мобилизираат родителски совети, училишни заедници, детски правобранители и така натаму, за да извршат притисок до институциите да се гарантира безбедноста и сигурноста во училиштата, што е приоритет. Одличен начин на адресирање, односно одличен одговор за тоа каде треба да се насочат правците за да може да се превенира во крајна линија барем навремено чекор што велите да се пред долго трае евентуалното. Оти еден куп месеци се во прашање на лажни дојави, ама еднаш ако се случи трагедија. Прво имавме пандемија, знаете колку, па потоа имавме маски, па имавме вакцинација, па сега бомби. Мислам во еден таков би рекол општествена несигурност, граѓаните не само што се револтирани, него ние продуцираме на деца ученици кои наместо да бидат активни чинители, да ги охрабриме не само во детско учество и во правење промена, ние ги пасивизираме, едноставно ги туркаме во страв за да не им дадеме простор и мог да дојдат тие до израз да ја направат промената во општеството, затоа што се ова што се случува без промена, а посебно од младите генерации кои имаат ентузијазам, знаење, вештини и добра волја, мислам дека ова вака може да продолжи и да не биде баш репрезентативен пример Македонија како место за живење. Регионално мислите дека сме вака, бидејќи верувам дека комуницирате со истражувачи од регионот и слично, многу долу или тука некаде и регионалниот капацитет на справување со сите овие предизвици, ајде да не бидеме црни цело време. Во однос на правата на децата морам да признам дека има поместување и агендата е повисока и гледам дури народниот правобранител со извештаите почнаа со правата на децата и тоа
Верувам дека и заслуга на работата на првата детска амбасада во Светот Мегеше исто така. Ние, како што кажав на почеток, имаме институционална соработка со скоро сите министерства и дури имаме меморандуми за соработка. Има поединци кои доаѓаат на нашите обуки и имаме интеракција со нив. Меѓутоа, генерално гледано од страна, еве јас како граѓанин и родител можам да кажам дека мене лично не се чувствам пријатно да го пуштам детето во училиште под секојдневна закана во кој училиште ќе експлодира наводно бомба и како сето тоа кој ќе го не само евакуацијата, туку кој ќе го спречи. Значи не гледам конкретна форма и мислам искрено граѓаните се загрижени и со право се гневни и револтирани. Еве јас сум еден од сведоците, прв пат денеска го осетив на кожа какво е чувството. Досега немаше пријави за бомби во училиштето на мојата ќерка, но денеска за прв пат се случи и не беше пријатно воопшто. Иако вака од страна гледано знаеме и да речеме ајде пак лажни дојави, ништо и веќе дури да се шегуваме, но кога ќе ти се случи на сопствена кожа и не е така едноставно. Да, лажна дојава, но може да се случи некојаш и да не биде лажна. Имено, не дај Боже, токму тоа е трагедијата. Затоа мислам дека со ова не треба да се шегуваме. Не знам кој стои за сето ова, сигурно има кај нас безбедносни структури кои треба да го разоткријат, но јас пак ќе се ставам во улога на ученикот и родителот, како вие што сте се почувствувале непријатно и уплашено, верувам дека и многу други родители, и затоа мислам дека можеби тој активистички пристап на родителите кои воедно се и граѓани на државата, треба да најдат форми како да извршат притисок државата да ја стават во нивен сервис, во улога на заштита, а не заплашувач или да се чувствуваат непријатно од нивната ефикасност и ефективност. Да, очигледно дека изборите, како што рековте, не се најсилната алатка, бидејќи се сепак на едновременска рамка. Тоа треба да чекаме да се случи, а до тогаш ние мора да бидеме активни, да направиме некаква промена во општеството, да ги ставиме како што се плашат, например, политичарите од изборите и од новинарите, да се плашат и од граѓанскиот отпор, да има некаков начин на активизам до таа мера да носат отчетност, одговорност, па дури и оставка ако треба за нешто што не го сториле како што треба. Ние им даваме ни мандат и тие треба да ни служат во тој мандат и да одговараат за сите активности што ги спроведуваат во нивниот мандат. Ова е многу интересен сегмент и заслужува веројатно и посебна дебата или посебно интервју, посебно целочасовна емисија, затоа што многу е проблематичен моментот дека индивидуата, граѓанинот не чувствува потреба да бара одговорност, да поттикне, да инсистира, да е активен и да му се исплаши, условно речено, државата или институциите. Веројатно на тоа треба поинаку да се работи. Јас се плашам дека ние имаме таков општествен, образовен и воспитен сегмент да децата и учениците и граѓаните ги ставаме во еден пасивен однос. Нас ни треба бунтовни, активни чинители кои ќе прават нешто во општеството, ќе направат промена. Значи, не ни требаат луѓе кои ќе слушаат и ќе послушуваат и субординативно и хиерархиски. Значи, ние, нашата администрација што имаме, не треба да не плаши, да не кочи во исполнување на нашите граѓански права и обврски одговорности, туку да ни служи во наш интерес, така да и училиштата и безбедносните структури, сите тие треба да ни се во функција да се чувствуваме безбедно, сигурно и да уживаме во човековите права што ги има секој еден човек со неговото раѓање. Уште една има прилично скандалозна, трагична ситуација или пример или случка, заволена вистината е жива вистина, а тоа е она што се случило пред 3 години. Значи, во Велеско основно училиште, кога момче, ученик, напаѓа наставничка, другите снимаат, се смејуваат, и тоа е факт, се случило и слично, но 3 години да се молчи за тоа, господине Змијанов, нели е трагедија? Зошто ниту наставничката не реагирала? Каде се родителите на тие деца? Каде е училиштето, менеджментот во училиштето? Како е можно 3 години да се молчи за една ваква ситуација? Второ ќе кажам, меѓуврсничкото насилство и насилството што се случува од страна на професор над ученик и ученик над професор, сето тоа е рефлексија на општеството. Вие гледате какви насилни комуникации имаме меѓу самите политички партии, каква комуникација имаме во собранието. Значи, имаме ние агресија во етерот. Агресија, омраза, навреди и насилство
да не кажам сега дели од одговорноста имат и медиумите со продуцирање на насилни содржини. Значи многу малку имаме превентивно едукативни содржини како кај посебно кај националните концесионери да ги едуцираме децата, воспитуваме на еден поинаков начин од она што им го презентираме. И јас ќе кажам се што се случи, тоа не значи дека децата немаат одговорности и обврски да не го прават тоа, но она што се случува е рефлексија на се што го гледаат и мислам дека во тој момент ни треба повторно активни граѓани, активни деца кои ќе превенираат, а ќе се стават во улога на заштита на жртвата без разлика дали е соученик или наставник и нема да бидат пасивни гледачи кои ќе снимаат и тоа ќе го продуцираат во социјалните мрежи и од тоа ќе прават шоу. Затоа што жртвата се виктимизира по не знам колку пати кога ќе отиде таа снимка во етер на социјалниот простор, веќе имаме со секој клик имаме стигма и виктимизација дополнителна и треба да бидат децата свесни дека и сајбербулингот е проблематичен до таа мера да многу деца кои биле на тој начин стигматизирани, дури некои деца си го земале животот. Така е, ќе ги детектираме малку подлабоко и овие ситуации. Она што го споменавте сајбербулингот, па да направиме во следнава тема. Ви пријавуваат ли деца случаи за врсничко насилство кое што е и сајбербулинг, најчесто бидејќи социјалните мрежи се нивната клучна алатка преку која се изразуваат? За жал ние имате СОС линија? Да, имаме Ало Бушавко, СОС линијата за деца и млади, 0703906332 работи веќе 29 години и детектира во континуитет проблем со насилство, врсничко, семејно насилство, проблеми со бракоразводна постапка, право на видување на родители, сексуална злоупотреба и да не ги набројувам останатите форми кои стојат во дојавувањето. Она што нас не радува дека во последно време Ало Бушавко е се поприсутен кај децата и децата се охрабруваат да се јават. Во статистика во бројка што значи тоа? Во статистика е повеќе од минатите години? Например со самото тоа што имаме за СОС дојава за врсничко насилство, имаме двојно зголемување од минатата година. Стандарден проблем е со правото на видување на едно од децата со вториот родител, односно тука има рестриктивност во однос на центрите социјална работа. Драго ми е што успеавме преку Македонската коалиција за правата на детето да доставиме извештај со други граѓански организации до Комитетот за правата на детето и стигна препораки да се смени законот за правото децата да имаат два родители под еднакво видување. Дури се залагаме и децата да имаат право да се ги дознаат биолошките родители. Значи законот за семејство треба да се менува и има тука доста работа. Во однос на сајбербулинг сакам да ви кажам дека уште пред 10 години изготвивме водич за родители, наставници, ученици како да го препознаат, како да реагираат за сајбербулингот. Тогаш продуциравме еден филм кој се викаше Обележан, преведен на македонски јазик. Е добра алатка за наставниците во училиштата да го презентираат. И дури имавме и водич за борба против сексуална злоупотреба на деца, како да препознаат лошо однесување, допирање и да се заштитат од потенцијалните предатори сексуални. Така да работиме многу на оваа тема. Во интеракција сме со доста училишта. Преку програмата за мировно образование фатени се околу 6 града или околу 60 професори и тие ни се добар, би рекол, ресурс за правење промена во тие градови каде што работиме, тоа се Виница, Дебар, Гостивар, Велес, Скопје и Македонски Брод. И сме задоволни од таа соработка и мислам дека нашата улога не е секогаш само да ги детектира состојбите и да критикува, туку да биде дел од правење на промена и да биде вклучен во процесот. И ги даваме сите наши знаења, ресурси и искуство да бидеме партнери на институциите. Но кога ќе забележиме дека не функционираат, не можеме да премолчиме. Тогаш реагираме гласно, бурно. И сето тоа го забележуваме во тој извештај во Сенка, кој го доставуваме до Комитетот во Женева и се надевам дека од таму препораките кои се стигнати, државата сериозно ќе му посвети внимание да се спроведат во наредниот период. Супер го објаснивте целиот овој систем, значи да, вашата борба и начин на делување е таков каков што е, меѓутоа тоа не е доволно, значи треба да има порив од внатре институционален. Во училиштата, во општините или набројавте,
кои ќе двојат средства, време, начини како да ги обучат условно речено со ваша соработка, со соработка на други организации и така натаму. Ние сме никако навикнати секогаш странските донатори да ни овозможуваат никакви обуки, како да немаме свест како институција, односно како држава, дека треба реално да одвоиме средства во било која смисла и во било која сфера, а особено ова што го кажувате ми е многу интересно, затоа што мотивацијата завршува, а проблемите стојат и еве ги се множат. И сајбербулингот, и булингот реален. Имавме две мировни средби каде што сите професори беа во директен контакт со замениците министри во претходниот состав и во овој, и има сигурен простор каде што наставниците можеа да постават директни прашања за се што ги засега наставниците. Значи, како што не секогаш децата се слушнати и разбрани во општеството, така и родителите и наставниците и воспитно-образовниот кадар исто така. Значи, да се биде министер, значи една одговорност да се слушне не само гласот на учениците, туку и гласот на наставниците. Тие не ги воспитуваат и образуваат децата и тие треба не само да бидат наградени за нивната висока мотивираност, туку треба и да имаат процес континуиран на едукација. Ние тоа го правиме, меѓутоа не можеме да го правиме за сите наставници во целата држава. Да, така е. Еве еден последен пример од пред 2 дена, повторно мој личен, на кој сега во моментов ми текна, е дека се случувал булинг во училиште на дете на мој пријател и затоа наставничката не знаела. Едноставно не знаела. Детето по известно време, по неколку дена се отворило пред родителиве, станува збор за трети одделенец и сега, кога се изложил проблемот, наставничката рекла, па не е тоа булинг. Прво што треба да се стори е да се зајакнат сите стручни служби во училиштата. Значи, кога говорам за стручни служби, мислам за психолог, педагог, социјален работник, социолог, дефектолог, логопед и така натаму, и тие да бидат сервис на учениците во тоа училиште. Второ, треба да се детектираат специфичностите на, ако има, например, семејно насилство и тоа се продуцира во училиштето, да центрите социјална работа алармираат за како семејство станува збор, за да може со тоа дете посебно да му се посети внимание. Значи нема проблематични деца, туку има проблематично однесување, има деца кои живеат во проблематични и вонредни и сиромашни услови. Не сите родители, би рекол, се кадарни да знаат како да ги воспитуваат децата. Дури и самите родители некој се збунети што да прават од сетиот овој наплив на информации што се случуваат во јавноста, и мислам дека ја има таа благородна улога наставниците и тие со нив треба да се работи. Така да во тој дел се согласувам дека Министерството за образование треба да одвои ресурси и средства за доедукација. Мислам дека преку Бирото за развој на образование имаат одредени програми за такво нешто, но колку е тоа квалитетно и обемно, немам точни информации. И колку е ефикасно. Да. И па тоа е проблемот, што немаме информации, односно не ги гледаме ефектите од тие програми доколку се имплементираат. Имаше уште еден Емил Настан, кој што беше оставено на социјалните мрежи, Facebook, на самите граѓани, па и порталите да го третираат, да судат и слично. Тоа беше оно самоубиство на средношколецот од една гимназија скопска, кој според оние информации со кои досега располагаме, се самоубил токму за тоа што трпел притисок или еден вид булинг или разно насилство психичко од страна на соученици. Свесни за ова проблематика, ние и во автобусите на ЈСП имавме една кампања која гласеше изборовите повредуваат. И одеше на повеќе јазици и намерата беше да посочиме дека има повеќе форми на булинг, на меѓуврстничко насилство, и дека треба да бидеме внимателни со децата, посебно на таа возраст, како се однесуваме кон нив. Но она што мислам дека исто така подеднако важно, активни ученици кои ќе го препознаат булингот, ќе се стават во знаете тоа, еве сега ќе ви дам само една форма на форум театар, на пример, имаме каде што го третираме булингот, меѓуврстничкото насилство, стандардна шема на вршење на булингот ученик на соученик. Меѓутоа имаш во тој форум театар активен пристап каде што учениците знаат да пристапат и како да го спречат насилството и да го трансформираат на друг начин, за да може да го превенираат со потешки последици, како што самите рековте, и со самоубиство. Така е. И сега има една тука друга димензија, имено тоа се тинејџери во тие години, средношколци, и сето тоа се случувало
не сакајќи или сакајќи барем во еден момент пред очите на наставниците, кои можеби свесно, можеби несвесно не го забележуваат или неќе да реагираат, не судам, не знам, бидејќи како што велам случајот не го истретиравме сериозно. Во принцип, новинарски етички кодекс е дека самоубиствата не се медиумски третираат, но тоа е не дека се переме зошто не сме го изанализирале случајот, туку едноставно е сепак некаква етичка норма. Се плашам дека во целава оваа концепција немањето никаков страф од наставничките, професорските авторитети им овозможува вакво комото однесување на одредени ученици врз други ученици, насилничко однесување. Каде исчезна авторитетот на наставникот, на професорот? Зошто е исчезнал? Ова го имаме во неколку наврати слушнато, па ни доаѓа деца со семено воспитување. Не можеме ние да ги превоспитуваме во училиштата и како може да се работи со децата во училиштата и да се направи дури корекција. Главните коректори би рекол се воспитувачките во градинка. Тие се дури модел на детето. Да не кажам за учителките во времето кога ние имавме класични учителки или сега наставници, професори, или воншколски активности, или училишните заедници, или детските правобранители, или училишните заедници. Значи ученичкото учество им може да се работи многу со децата и активен пристап на наставник создава авторитет. Значи, ако наставникот пулсира со класот и ги следи сите вибрации и случувања и е загрижен реално за што се случува, тој ќе стекне доверба, така и учениците. Мислам дека многу поедноставно ќе се справува, не се стига авторитет со настава, со наставни единици и само со строгост, туку децата бараат, толку има енергија кај нив да бараат едноставно внимание, акција, содржини кои ќе го направат и образованието поинтересно, да не биде само учење на учени лекции. Апсолутно е интересно и што магичниот круг е тука дека наставникот ќе рече па да, јас можам да бидам супер воспитувач ако бидам и добро платен, и сега тука е таа цела една перцепција околу која се вртиме, за жал. Уште еден момент кој исклучително мислам дека е важен, но пред тоа сакам да чујам каков тип споменавте дека имате пријави за семејно врсничко насилство, па и булинг. Да ни издвоите некои од најчестите примери, како изгледа тоа обраќање? Звонат, ги сослушувате, потоа кој е процесот? Она што ме радува е млади активисти преку една програма имаат платформа направено, се вика Мечта. Ја детектирале првата детска амбасада во Светот Мегеши со Ало Бушавко, телефонот, веднаш после УНИЦЕФ, како организација која директно е во заштита интерес на децата. И уште подобро од се, ти звонеле во недела да проверат дали нашиот телефон работи. Ние работиме 24/7. Еве и сега граѓаните да свртат на 070-390-632, ќе се јави нашиот СС оператор. Значи, тоа е ретка организација и би рекол директен сервис кој е во улога и во функција на граѓаните, каде што не само што ќе ги детектира состојбите, туку и ќе даде одредени препораки, насаки, ако треба. Ние многу често се обраќаме и до Народниот правобранител и до одредени министерства, и тие наши обраќања за среќа имаат ефект, бидејќи за жал морам да признам дека институциите многу често функционираат под притисок, или наш или медиумски, на новинарите. Да. И тоа укажува на тоа дека или таму има потреба од мотивација, или тие луѓе, самите рековте, не се доволно наградени за оно што го работат, или се премногу обременети со обврски што не можат да го сработат она за што всушност се таму. Процесот сакав да го чујам по пријавата. Се јавува дете, например? Се јавува дете или возрастен, или родител, може и баба, дедо и така натаму. Нашиот СС оператор го сослушува, некогаш побарува да прати мејл, одредени содржини, и ние проценуваме, имаме некојаш и директен контакт со дојавувачот, но проценуваме дали и како треба да постапиме понатаму. Претходно кажав дека многу често ги координираме институциите. Морам да кажам дека главен сојузник во оваа борба ни е Народниот правобранител и искрено сум задоволен од улогата на Народниот правобранител
посебно одделението за заштита на правата на децата и децата со попреченост. Еве, поздрав до народниот правобранител, но нели треба да бидат први ваши директни соработници МВР, центрите за социјални работи? Со центрите за социјална работа генерално порано имавме поголеми потешкоти, сега и тие се отвараат. Со Министерството за труд и социјална политика имавме исто потешкоти. Сега наскоро имавме стратегија за децата на улица, улични деца, имавме потешкоти да обезбедиме нивно учество. И по една наша јавна критика на социјалните мрежи, министерката лично подпиша за номинира 20 членови да дојдат во оваа група работна. Стратегијата веќе готова и најверојатно во почетокот на идната година ќе ја промовираме, нешто што градот Скопје треба да го направи за да се спречи не само злоупотребата на децата и нивниот труд и да се стави точка на питачењето и испружени рачиња на Што треба да направи градот Скопје? Градот Скопје во соработка за питачите кои никогаш ќе се служите, не биле поброени на раскрсниците децата конкретно. Значи градот Скопје сега. со Министерството за труд и социјална политика има што многу да направи. Прво што треба да направи, моје лично убедување е дека од рана детска возраст децата треба да имаат други животни навики. Значи се вклучат рано во градинка и да биде бенефиција од страна на МТСП. Тоа е второ. Тоа е прво. Второ е да се обезбеди вработување на еден од семејството или двајцата и да бидат под строг надзор на центри за социјална работа дали квалитетно го остваруваат родителското право и да се излечат од тие субстандардни услови, да им се овозможи некаков кров над глава. И верувајте дека кога ќе се сменат условите, децата ќе имаат поинаков пристап и нема да бидат на улицата, и ќе имаат други животни навики и ќе бидат активни чинители во општеството. Господин Змијанац, како еден период пред неколку години да се намали бројот на, еве конкретно зборам за питачите, тоа што ми е очигледно што секојдневно го гледам. Зошто повторно се во огромен број? Тоа значи дека ништо од ова што го зборувате не се имплементира. Имаме прво сезонски исклучување на деца од кои одат во училиште, а во текот на мај, септември, кога е сезонска работа, се на терен и заработуваат. И тоа се толерира и од просветениот трудов инспекторат. Второ, имаме сиромаштија. Не ги амнестираме ние родителите со тоа што децата ги гледаат некој од нив како главна алатка на заработување и затоа ги туркаат на крстостиците, туку не знаат веројатно како да се справат со сиромаштијата. И затоа велам, треба да се најде поинаков модел. Неписменост, сиромаштво и злоупотреба на детски труд, исклученост од образование, веќе ние го затвараме кругот да децата ги даваме директно на улица. А кампањите на УНИЦЕФ и на други меѓународни организации кажуваат првите 6 години се најважни на свет. Ако ние ги пропуштиме првите 6 години децата, ги ставиме под такви енорни услови на работа и злоупотреба на нивниот труд, ние веќе сме регрутирале потенцијални не мора да биде, еве сега тука инспекторите за малолетничка деликвенција ќе кажат, па потоа веќе е доцна и ресоциализација и процес на доедукација и така натаму. Ако ме послуша министерката за труд и социјална политика, нека го одврзат буџетот и нека овозможат на децата од овие ранливи категории бесплатна градинка од рана детска возраст, но не само градинка, туку и ако ќе почнат на училиште да има и обувки, облека, да се создадат поинакви животни навики децата. Ја мислам дека на овој начин, ако ништо друго, ќе го преполовиме овој проблем. Дали како се менува политичката гарнитура, така и ви ветуваат, можеби, еве конкретно министрите за труд и социјална соработка и слични, потоа исчезнуваат или ќе може да одвоите некој период на соработка со институционално најсилна, например, еве сега велите дека вие народниот правобранител, зошто министерката, например, не ја споменувате, таа е прилично глувана, еве вакви јавни настапи ваши на јавни. Па не знам, ние имаме допис побарано за прием, се уште не можеме да се сретнеме со нејзе, така да се надевам дека после оваа емисија ќе најде време да не прими. Ние генерално како граѓанска организација сме отворени за соработка, но и сме доста критични и некогаш на институциите и на системот не им одговараме затоа што гласно говориме. И кога гласно говориме, најчесто се обидуваме да бидеме аргументирани, не заради одреден партиски дискурс. Генерално сме обстоиле толку години, толку влади се смениле, да ние сме на истата позиција, со истиот фокус. Нашата мисија е поправеден свет за децата и не отстапуваме од тоа и не се плашиме да се бориме. Само проблемот е што не истоштува и нас и граѓаните оваа борба
И од време на време се преиспитуваме, промислуваме дали тој правец на таа борба е вистински или треба да го смениме начинот на комуникација со институциите. Јас пред малку ви кажав, има многу случувања во општеството кои не засегаат последниве 5-6 години со загадување на воздухот, животната средина, кој директно влијае на елементарното право на живот на децата и ги погодува новороденчињата и децата во развој. Не се случува ништо. Не се случува ништо. Значи, ние со група на активисти преку движењето за чист воздух и Дрисла ја блокиравме и му доделивме пехар на главниот загадувач Устје и правевме разни отпори на граѓански активизам и креирање на гласот пред владата. Дури и средношколци учествува со своји перформанси. Не знам, нема и чекор голем и тоа многу ме загрижува што Јас би рекла нема никаков. Па има смерни станици се ставени, на пример, кои Половина на работа. Да, ма порано, на пример, немаше во некои градови ни мерни станици и луѓето немаат информација каква е загаденоста. А сега со енергетската криза можеби ќе се согорува и нешто што е уште поштетно по здравјето и сиромаштијата ќе ги погоди граѓаните, а со сето тоа и воздухот ќе се загади уште повеќе и мислам дека имаме ние голем проблем во зимските услови на живење. Од тој аспект екзистирање во не само во Скопје, во многу градови во Македонија. Да не ги набројувам, Тетово, Кичево, Гостивар и така натаму. Да, каде што и пострашно загадувањето е конкретно како проблем. Остануваме на линија низ призмата на детските права или неправа, да ги анализираме политичките, системските проблеми и само правиме многу куса пауза за реклами, не го менувајте канал. Добре дојдовте назад. Вечерва интервју со председателот и основач на првата детска амбасада во светот Меѓаши. Темата ние се разбира почнавме со лажните дојави за бомби и целокупниот ефект врз развојот на најмладите, особено бидејќи почнаа да ги праќаат и во основните училишта, каде што де факто децата од прво, особено до пето оделение, се прилично ранливи и веќе се развиваме натаму во интервјуто. Господин Змијанац, споменавте злоупотреба на детски труд и така натаму. Она што ми падна на ум додека одеа рекламите е пред еден месец отприлика излегува фотографии на социјалните мрежи, односно на Facebook страната на премиерот, каде тој е сликан, фотографиран со деца во градинка, руча со нив, нивните ликови се гледаат, тоа нели е злоупотреба на детски? И ние тоа добро сте забележале. И веднаш реагиравме и дадовме пример како треба, ги замагливме ликовите на децата. И многу често сме реагирали за други ситуации. На пример, се сеќавам кога дојдоа децата од Авганистан, го критикувавме министерот за надворешни работи Бујар Османи кога ги штипкаше децата и многу други настани. И за време на кампањите кога потенцијалните градоначалници исто така, значи ние велиме да децата треба да им се агенда и на општините и на градот и на Ама не пиар алатка. Ама не пиар алатка, токму така. Дури слушнав и коментар лоша пиар му направиле. Имаше исто така и во некои други градоначалници. Значи ние сме оделе со деца кај градоначалници. Реално детското учество и активизмот сме го граделе на тоа ниво да тие самите подготвуваат прашања со градоначалниците, на нашите гледачи може да видат на нашиот канал на Меѓаши разговор со неколку од нив и сме им објаснувале на градоначалниците дека ќе го снимиме разговорот и ќе оди во јавност. Затоа што децата бараат од нив конкретни промени. Улично осветлување, улични куќиња, кино, патеки, велосипедски и така натаму. И градоначалниците немаше ниту еден кој не се согласи да не биде снимен, но не се свесни дека таа објава ќе биде потсетник да децата утре му тропнат повторно на врата или родителите да го реактивираат. Тоа се барање конкретни на децата, односно учениците во таа општина. Така да тоа го практикуваме како детско учество и активизам и е многу добра алатка да сватат и децата и родителите дека се моќни да направат промена и дека тие кои се избрани од иако децата не се гласачи, но нивните родители како можат да влијат во изборот,
ќе се заветат нешто и треба да го исполнат. Значи, главен проблем е заветувањето, многу лесно заветуваат, а тешко исполнуваат. Тука ние сме подсетник. Заборави ако можеш и ги подсетуваме цело време и дури некои и министри и така натаму и председатели на држава кои се подпишувале дека за време на мојот мандат ќе се погрижам секој дете да го вклучам во училиште и така натаму и се обидуваме да ја свртиме агендата, да не биде на пример за време на локалните избори само инфраструктурата главен проблем, туку колку деца немаат извод од матична книга на родените, колку деца не се вклучени во образованието, колку деца се исклучени од образованието и така натаму, да им го смениме фокусот, односно да им го подобриме фокусот, диоптријата, за да знаат точно што граѓаните очекуваат од нив. Еве на пример кој градоначалник последно сте го потсетиле дека не го исполнува ветеното и како реагираш? Па последните беа градоначалниците на Виница. За жал тој веќе не е, за жал или за среќа, не знам, тоа одлучуваат граѓаните. А градоначалникот на Газибаба и тој веќе не е, значи и таа промена на градоначалниците исто е проблематична. Например, имавме еден закон заедно со МОВ и со СЕГА за детското учество кое се регулира со закон за средно училиште, каде што имавме добар фидбек од Рената Десковска и дури отидовме кај Петар Атанасовски, тогаш беше председател на Собраниската комисија за образование. Имаше расположение тој закон да се стави во собраниска процедура. Ни даде насоки добри Петар да отидеме преку МОН. Се смени еден министер, втор министер, трет министер. Тој закон беше у фиока долго време. Да сега имам информации дека ќе се реактивира. Значи, не може со промена на министер да политика за правата на децата се стави надвор од употребна вредност. Така е, особено не сме да се дозволи кога се децата во прашање. Па да, се регулира детското учество со закон за основно образование, со закон за средно образование не можеш да имаш празен простор од 4 години, децата не можат законски да ги остварат тие права. Но ти не е само да се донесе закон, има и друг процес. Деновиве исто така многу прашина се крена околу оние фамозни подалувања на неколку килограми јаболки кон учениците, особено реагираат жестоко родителите, затоа што велат или најдете по соодветен начин, па една дневно делете им на децата да знаат дека нивната ужинка треба да биде во училиштето, да речеме јаболката, да не ги товарите со вреќи, а уште полошо е што еве им дадовте јаболки, а се уште немаат учебници. Мене ми е интересно ова што го прашувате, затоа што мене ми треба нутриционистичка вредност на храната која децата ја примат и во градинка, и во средно училиште, и основно училиште. Значи треба да се подобри у тој сегмент квалитетот на исхраната, а и да има дури и такви содржини воспитно-образовни за здрава исхрана и здрав начин на живење. Ако се посвети внимание на тоа, тогаш има ефект и јаболкото само по себе да му се даде како здрав оброк, меѓутоа ако е од аспект на повторно пиар и популизам, тогаш е проблематично сега. Како ви изгледа дека? Грижа за здравјето на децата или повеќе пиар алатка? Интересно. Преку здравјето на децата правиш пиар. Така може да дојде твое мислење? Апсолутно мене ми изгледа како чист пиар, со оглед на тоа ако темално гледаме како што велите вие од старт, дали здраво се хранат генерално. Ако е систем континуиран на грижа за најмладата популација и тоа се прави постојано, тогаш може тој пиар дури да има некаква употребна вредност. Вака е само контраефект. Дури и ќе аплаудираме можеби како таков. И сега, она што е интересно и што мислам дека ги поминавме горе-долу, барем оние најранливи теми кои ги засегаат македонските ученици, македонските деца, но вие работите, како што веќе кажавме и на старт, и споменавте неколку пати во одговорите, повеќе од 3 деценија, тоа ги опфаќа периодите и на војната во Босна и Херцеговина, Косовската криза, нашата војна 2001 година. Кажете ми, еве конкретно сум работела на неколку проекти надвор од новинарството, каде што биле вклучени ранливите категории на семејства и нивните деца од Косовската криза останати овде. Но што е со оние од Босна и Херцеговина, например? Оно што сакам да го кажам дека ние кога се формиравме пред да се формиравме граѓанска иницијатива, всушност, група на граѓани кои сака да помогнат на децата погодени од војна од поранешна Југославија и тој воздушен мост во Палер, Македонија и првиот авион стигна
без никаков надомест, тука беа Есма Реджепова, Драган Мјалковски, Црвениот крст и Плава лагуна, таксистите и така натаму. После тој драматичен напад што го упати мојата колешка и сопруга и основачка Гордана Приковска Змијанец, на македонската телевизија и на 30 годишнината го пофали Лјубиша Николовски за неговата храброст и доблест да даде можност да се упати тој апел. Всушност со тој апел натаму ние и така почнавме. Грижата за децата погодени од војната, тие беа до 97 година, тука се грижени во камповите Чичино село, Радуша и така натаму. Некој остана да биде државјан. Да, некој остана, некој замина, имавме трансфери на тие лица во други западноевропски земји да растовариме Македонија, имаше околу 60.000 мајки и деца тука во Македонија. Ни помогна МПД од Шпанија со неколку авиони, дојдоа исто бесплатно и одеа во други западноевропски земји. И кога мислевме дека војната заврши, се случи косовската криза и нашите активисти беа во Чегране, Непроштено, Радуша, Стенковец 1, Стенковец 2 и работевме со нив 2 години. И повторно малце само што здивнавме, пукна конфликтот кој не е уште дефиниран во Македонија што беше, како беше. Ние бевме единствено прифатилиште, отворивме прифатилиште во првата детска амбасада од Рачиново. Дојда 4 семејства, ни се родија 3 бебиња, Александр, Марија и Никола. Тие беа 5 години со нас заедно, бевме семејство. И потоа се случи транзитот преку Македонија на децата и родителите од Сирија, па тука жестоко реагиравме околу придружба, да не се дозволува да се злоупотребуваат и да се искористат страдалниците. Да. Па во еден момент заедно со Легис бевме во Рейханли во Турција, собравме Македонија со љубов за Алепо, собравме средства и однесовме таму. Ги видовме камповите на самата граница со Сирија и до Алепо. И навистина беше стравично, тоа слушавме престрелки кога бевме веќе таму. И така да нашата оваа 3 годишна работа и 7 месеци е проследена со некакви конфликти. Сега во моментот се случува војната во Украина и не знаеме како понатаму, што ќе се случува. Се надевам ова воено лудило ќе заврши и дека ние ќе се занимаваме со нешто поблагородно за нивниот, за развојот, правилен раст и развој на децата, а не со страдање, војни, бомби, пукања, корупција, криминал и така натаму. Сега за сега не се гледа барем корупцијава и криминалов како излез. Па може да се сменат многу нешта, може да се сменат, јас повторно ќе кажам, треба некој кој ќе биде коректор. Недостига коректор во државата, некој кој ќе... Мислите дека овие тимови на американски... Тоа е веќе премногу висока политика за да можам да влезам во таков тип на... Меѓутоа, коректор, јас повеќе кога зборам од граѓанско-активистички аспект, здружувања, мобилизација, притисок, барање, отчетност. Отчетност е многу важна работа. Така е. Сакам овде да ве прашам нешто. Зошто се добива впечаток во јавноста? Сега ми замеруваат некогаш гледачите што вака ги почнувам прашање во впечаток во јавноста, всушност искра тоа е твој впечаток, да, бидејќи се сметам како дел од јавноста. Зошто е впечатокот дека ќе се формира, да речеме, некој граѓански надзор во кој ќе има невладени организации, медиуми и така натаму за одредена област да ја мониторираат и да ја да бидат нејзин коректор, за да по, да речеме, краток период, неколку месеци или година, практично стануваат алатка на точно таа институција која треба да ја мониторираат. Зошто тоа е болката во или не знам, диагнозата во нашата држава? Зошто цивилниот сектор не да биде вистински коректор? Имам теза, една ластоичка не прави пролет, ама без нејзе нема нагостување на пролет. Јас не можам да говорам за граѓанското општество и сектор во целина. Можам да говорам за мојата организација. Ние за транспарентност и отчетност работиме интензивно, зашто знаеме како организација која гласно говори, ги кажува работите и проблемите, многу е едноставно да ти пратат инспекција за економски криминал, полиција и така натаму и да биде ставен под надзор. И тоа ни се случувало во нашето работење. Меѓутоа ние имаме висок стандард и во тој дел. Не само што имаме ISO стандард, туку имаме стандард за сметководствено работење со лиценциран сметководител, каде што многу внимаваме околу тоа да бидеме транспарентни. Нашите ревизорски извештаи се ставени на нашата веб страна. Кога секој би работел транспарентно и отчетно, значи ќе се најде трагата на парите, каде се трошат, зашто се трошат, кој ги дал, со каква намена. Така да мислам дека транспарентност и отчетност му недостига на нашето општество. Генерално. Апсолутно се сложувам. Кога
Каков тип на притисок сте isтрпеле, да речеме, институционален? Што е тоа што не им се допаднало на оние на кои сте ги искарали, условно речено, за одредена? Па имало многу притисоци. Јас сеќавам средношколскиот пленум кога го подржавме, ние дежуравме пред МОН во паркот, кога поминува полициски возила од диво населје и беа децата навистина ставени под притисок дали таа ноќ ќе останат живи или не. А се сеќам на политички притисок кога ги молевме министерот и заменикот да им дозволат децата да дојдат во министерството да го слушнат нивниот глас, зашто јас лично бев кога тие дебатираа за промени во образовниот процес, многу зрело размислуваа и беа навистина високо ентузијастични настроени, но не беа удостоени затоа што биле неформална група на граѓани, значи не можеш ти да очекуваш само здружение на граѓани да биде единствен репрезент, баш кај што легитимитетот на тоа здружение, ако не го има од мандатот од граѓаните, од учениците, од децата, може и да е проформа. Не е битно дали ти по статут ќе се залагаш за нешто ако не живееш и не пулсираш со граѓанството. Така да мислам тука направија грешка во однос на тоа и имало многу други. За тоа ми треба мене дебата, посебна емисија. Да, се пак само да ви кажам дека сме ги издржувале сите притисоци и сме останале доследни на оно што го работиме и за среќа се уште сме у добра кондициона форма. Споминавте прифатилишта своевремено и за конфликтот или војната 2001, за мене беше војна. Сега, прифатилиштата, каков тип на проблемски ситуации практично згрижува? До неодамна, до пред неколку години, вака имаше редослед. Прво сакавме да го намениме за децата на улица, прифатилиште, па имавме отпор од граѓаните во населба Аеродром, па потоа го пренаменивме за детски работилници и тоа ранливи категории кои доаѓа ги интегриравме со децата од самата општина и тоа траеше до 2008-2009, потоа отворивме прифатилиште, односно дневен центар за деца на улица, каде што забележавме дека децата и покрај тоа што им дававме одредени животни навики, така натаму повторно се на улица поради слабостите и не сакавме да бидеме соучесници затоа што наше мислење дека дневните центри не се целосно решение. Во моментот го користиме како место каде што доаѓаат учениците, посебно третото одделение, кога се учи за детската амбасада, Мегеши и за Ало Бушавко и нашите вработени и волонтери ги пречекуваат заедно со логото, односно со Бушавко како маскота на првата детска амбасада во светот Мегеши. Делиме тука разни материјали од насока како да се јават и така натаму и работиме за правата на децата. Оно што ме радува, нашите волонтери, активисти, вчера имавме една таква работилница во Девар, а нашите волонтери кои се повеќе од 10 мина на Ало Бушавко можат сите да го пролистат нашата платформа alobushavko.mk да видат советувачите се, повторно ќе кажам, достапни 24/7, работат цело време се во интеракција не само на Инстаграм, туку и на профилите и на пејџовите и така натаму и во моментов имаме една солидна екипа на активисти кои се во директен контакт со најмладата популација, со децата. Дај Боже да ви се размножува мрежата на волонтери кои благодарам. Така и почнавме со нив и сега се враќаме на тие корени. Неколку пати го споминавте Ало Бушавко, ме интересира повеќе се јавуваат децата или повеќе се јавуваат возрастните? Порано возрастните, сега и децата се охрабрени, ама мислам дека тоа е резултат на тоа што нашите волонтери одат во училиштата веќе. И имаме намера и со наставниците да работиме поинтензивно за да им ја доближат, да им го доближат тој директен сервис за помош и подршка на децата. Добро, господине Змејанац, не ли е трагично што секоја чест што постоите имаат каде да се јават, но што тоа не го прават обраќајќи се на ако е семејното насилство од едниот родител на другиот родител или на наставникот, туку дојдено е до степен да треба да се јават и па или пак во институција, туку вртат еве во детската амбасада во Мегеш. Да, тоа е добро. Не ли е трагедија? Може вака да го земеме. Они се наоѓаат вака, имаат очекувања од нас големи. И некојаш не доживат кај институција дека треба да се реши нивниот проблем. Ама немаат од своите родители, од најблиските, од наставниците. Да, ама е добра. Имаат недоверба во нив. Па таа недоверба да се јават кај стручните служби, кај некој од нив, по центрите за социјална работа и така, не користат да се јават на Ало Бушавко. И Ало Бушавко сериозно постапува, не значи дека ќе им го реши. Нема готова формула, меѓутоа се мобилизира до тоа ниво да прави притисок да институциите кои имаат ингеренција и надлежност се мобилизираат
и помогнат во решавање на проблемот. А потоа процесот на комуникација, еве, например, со родителите кои се насилници, тој дел како го повторно институционално го препуштате или сте имали ситуации, претпоставувам сте имали сигурно? Во контакт сме или со центри за социјална работа, или со стручните служби, или со еден од родителите, или со поширокото семејство, значи имаме интеракција. Сте имали ли напад, можеби, од некој родител кој бил насилник, а детето го пријавило токму кај вас, па потоа институциите дознале, веројатно и тоа се ситуации... Како ме прашувате, имаше една ситуација во општина Бутел, ако не се лажам, анонимна дојава дека директорот на училиштето имал некаков несоодветно постапил во однос на некоја екскурзија или не знам што, и ние се обративме до општината, бидејќи општината е надлежна за училиштето. Општината, наместо да го приспита случајот, му го дава нашиот допис на директорот и директорот доаѓа да се пресметува физички со нашите СС оператори. Значи, многу непријатна ситуација и нашите СС оператори, значи, се нашли во таква животно загрижувачка ситуација. Да, и тоа веројатно е само еден од многуте примери кои ви се случиле. Ви благодарам што бевте вечерва дел Што нејасно, доколку нешто не успеав да ве прашам, а сакате да го споделите, направете го тоа во следнава минута. Ја би сакал на сите граѓани кои има уште ентузијазам и добра волја во нив дека нешто може да се направи во државата, да ни се приклучат. Отворени сме за соработка и мислам дека заедно можеме да направиме барем мали чекор напред кон некаква подобра промена и поправеден свет за децата. Нека се поттикне сепак само до вербата кај граѓаните кои може да бидат фактор на промени. Уште еднаш ви благодарам што бевте дел и гостин во Алфа. Почитувања вам за издвоеното време, ви благодарам на вниманието, останете со содржините на Алфа, а бидете на истото место и во истото време и утре петок. Добра ноќ.